Најави за денешните настани. Најголемиот предизвик на македонска берза останува привлекувањето на домашните компании. Потребен е позитивен пристап за лицата со аутизам. ТАФ аеродроми подготвува мастерплан за развој на двата македонски аеродроми. Младинците од ПХВ програмата на Црвен крст Охрид ќе промовираат хумани вредности преку представата Приказна за една идеја. Државниот архив објави јавен повик до приватни иматели за подарување на архивски материјали. За најавените настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 19 степени Целзиусови. Во сабота во Западна Европа, на Британските острови и на Пиринејскиот полуостров ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Услови за локални врнежи се очекуваат и на југ од Балканскиот полуостров. Во останатите предели ќе превладува претежно сончево и топло време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и потопло со дневни температури кои што ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 19 до 27 степени. На југ од полуостровот умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во Македонија во сабота по студеното утро со пат на утринските температури, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 5 до 15 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 15 до 26 степени. УВ индексот ќе има вредност 5. Во Охрид во сабота по студеното утро и температура од 10 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 20 степени. Во Охрид во недела и понеделник по студеното утро, во текот на денот ќе биде претежно сончево и топло со појава на локална облачност. Утринската температура од 7, односно 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21, односно до 22 степени. Во вторник претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22 степени. Кошаркарска школа за деца ProBasket Junior врши упис на нови членови. Момчиња и девојчиња на возраст од 5 до 13 години можат да се пријават во текот на цел месец септември. Со ProBasket Junior заедно за правилен раст и развој на децата.
Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Приватните компании се уште повеќе се наклонети да се финансираат со кредити од банки отколку на берза. На собствениците им е важно да бидат 100% газди на фирмата, а причина е и непознавањето на проблематиката на пазарот на капитал. Задача на берзата и брокерите е да го популаризираат финансирањето на пазарот на капитал. Во таа насока Македонска берза има поддршка од Министерството за финансии. Ова е една од темите на 23-та годишна конференција на Македонска берза, која се одржува во Охрид. Македонската берза и оваа година во изминативе 9 месеци работеше успешно. Вкупниот промет по сите основи од почетокот на годинава е 100 милиони евра, што е 70% изголемување во однос на истиот период минатата година. Македонскиот берзански индекс МБИ-10 оваа година е повисок за 41%. Тргувањето со акции споредено со истиот период лани бележи изголемување од 94%, а кај тргувањето со државни харти од вредност има зголемување од 91%. И понатаму, еден од најголемите предизвици на Македонска берза останува привлекување на домашните компании. На фирмите и понатаму полесно им е да земат банкарски кредит како извор на финансирање, а не треба да се занемари како причина и менталната блокада да се биде 100% собственик на фирмата. Се уште оперираме со истите финансиски инструменти, пред се акции креирани во процесот на приватизација. Нема нови котации, нема нови иницијални јавни понуди, но тоа не е состојба само на Македонска берза, тоа е една болка на целиот регион, па ако сакате и на цела Европа, кога ќе споредите например со Соединетите Американски држави. Што се причините за тоа? Сме зборувале многу пати, компримирано уште еднаш, тоа е некој тип на аверзија да се дозволи мешање во собственичките структури од една страна, од друга страна, што е во принцип позитивно за економијата, лесен пристап до банкарско кредитирање. На тоа веројатно се надоврзува и се уште недоволно познавање на оваа сложена проблематика, затоа темата за финансиска едукација. Банкарското финансирање на компаниите не е само по себе лошо, но во некоја фаза од својот развој компаниите можат да одлучат да се финансираат на берза. Задача на берзата и брокерите да го популаризираат финансирањето на пазарот на капитал. Министерството за финансии дава огромна поддршка на Македонската берза и во насока на тоа да се развива. Треба веќе да размислуваме за поразлични начини или извори на финансирање како за компаниите во приватниот сектор, така и за Министерството за финансии за општините, вели ресорната министерка Гордана Димитриевска-Кочовска. Особено моje размислување е дека за приватниот сектор е тоа исто така многу значајно. Зошто? Затоа што со класичниот пристап до банкарскиот сектор вие нудите некои вообичаени инвестиции кои што за банките како ризик се прифатливи.
издавање на нови акции, на обврзници од страна на приватниот сектор, значи дека ќе можат да финансираат и одредени иновации или предизвици кои што понекогаш за нашиот традиционален банкарски сектор се тешко прифатливи за поддршка. Во Охрид се одржува 23-та годишна конференција на Македонска берза на која учествуваат представници на финансискиот сектор, банки, инвестициски и пензиски фондови, брокерски друштва, регулатори и академици, како и учесници од странство, особено од пазарите на капитал во регионот на Југоисточна Европа. Годинешната програма на конференцијата вклучува повеќе теми, како улогата на домашните институционални инвеститори, регионалните случувања на пазарите на капитал во Југоисточна Европа, идните трендови на глобалните пазари, законската рамка на македонскиот пазар на капитал, стратегиите за семејно наследство, компаниите и берзата и други. Расте бројот на лица со аутизам. Потребна е поголема подготвеност, ентузијазам и тимско работење за современ третман на децата со аутистички спектар на нарушувања. Аутизмот како предизвик на здравствените работници е и темата на панел дискусијата која ќе се одржи во Охрид идната недела. Расте бројот на деца со аутистичен спектар на нарушувања. Раната дијагностика е клучна во целиот циклус на интервенција и третман. Најважно е да се подигне јавната свест, соработката на родителите со педиатрите, матичните лекари и сите надлежни институции. Потребна е поголема подготвеност, ентузијазам и тимско работење за современ третман на аутизмот. Аутизмот како предизвик на здравствените работници е и темата на панел дискусијата која што идната недела ќе се одржи во Охрид. Еминентни професори ќе го пренесат своето знаење за справување и поголемо разбирање на лицата со аутизам. Предизвиците се големи. Значи тука веќе порано можеме да кажеме дека педиатрите беа само тие што ги увидува состојбите и некако се работеше индивидуално. Да заборавиме на таа индивидуално суета и така натаму. Значи ова состојба на аутизам која стана пандемија веќе бара значи тимско работење од различни доктори, од различни специјалисти да разбудиме едноставно позитивноста кај секој што се бави со здравството. Значи која е најголема можам да речам бенефиција кога одиш на доктор, значи ако еден позитивен насмејан доктор те прими, може и лекот ќе го даде. А родителите години како што сум анализирала со 20 годишно искуство, секогаш доаѓале со тага, со плачење, зошто нашите деца не можат едноставно да добијат од здравството зашто и тие се пациенти секаде, значи зошто едноставно не ги прифаќаат, зошто едноставно не можат за најобичен преглед да ги прифатат. И овде морам да нагласам што е целта. Значи целта е едноставно да се научат, не да се научат, тоа е малце кажано погрешно, да се поттикнат здравствените работници кога ќе дојде родител со дете со аутизам, да свати дека тој родител е под стрес. Значи тој стрес го добил од самото раѓање на детето. Според експертите треба комплетно да се промени пристапот кон децата со аутизам. Да има попозитивен однос, попозитивен пристап, зашто секогаш тој родител, верувајте, кога ќе оди на било каков преглед, значи се плаши каква реакција ќе има детето кога ќе однеси товарот од здравствениот работник, од општеството, зашто никогаш реакцијата на децата со аутизам не се знае. Може да биде најдобра, одма да се направи самиот преглед, а може навистина да треба можеби сат време за еден обичен преглед. Значи тука е и целта, значи да будиме свест, да будиме позитивност, значи мора едноставно докторите, здравствените работници, сите кои што се занимаваат со вакви тешки проблематики да го извлечат во себе она позитивното, што е тоа треба да се работи на себе и да можат да го пренесат на самиот пациент. Првата епидемиолошка студија за деца со аутизам почнала во 2000 година. Заклучено било дека бројот се движи околу 0,25% на 10.000 живородени деца, но има растечка стапка од 10 до 17% годишно, вели статистиката. Различните форми на аутизам се поприсутни помеѓу децата, како во земјава, така и во светски рамки. ТАФ аеродроми најави дека подготвува мастер план за развој на двата македонски аеродроми, македонскиот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид.
ТАФ Аеродроми, меѓународната групација со седиште во Истанбул, најави дека подготвува мастерплан за развој на двата македонски аеродроми. Мастерпланот, кој интензивно се подготвува со поддршка од мнозинскиот собственик на ТАФ Аеродроми, францускиот АДП, се очекува да биде готов во следните 2 месеци и до крајот на годинава. Концесионерот ТАФ Македонија, како подружница на ТАФ Аеродроми, ќе го презентира планот на македонската влада. Генералниот директор на ТАФ Македонија, Неџат Курт, изјавил дека целта на мастерпланот е дополнително да се развие авиоиндустријата во Македонија. Токму во таа насока на раст и развој на двата македонски аеродроми е мастерпланот кој во моментов го подготвуваме со помош на нашиот мнозински собственик АДП. Целта е дополнително да ја развиеме авиоиндустријата во Македонија. Анализите ќе покажат што се е потребно да се направи на меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, а потоа истиот ќе го презентираме на владата. Нашата цел е да ги направиме Скопскиот и Охридскиот аеродром регионални авиациски центри, конкурентни на останатите аеродроми во регионот, изјавил Курт. Освен во капитални инвестиции и развој на мрежата на нови авиокомпании и авиолинии од Скопскиот и од Охридскиот аеродром, ТАФ Аеродроми ќе продолжи да го вложува своето групациско знаење и ресурси и во обезбедување на високо квалитетни и конкурентни услуги на двата македонски аеродроми, велат од ТАФ. Црвен крст Охрид од 21 до 27 септември ја одбележува неделата на промоција на хумани вредности. Младите волонтери ќе ги промоувираат хуманите вредности преку театарската представа "Приказна за една идеја". Представата ќе биде изведена во недела, 22 септември, на сцената на предворието на црквата Света Софија со почеток во 20 часот. Од 21 до 27 септември Црвен крст ја одбележува неделата на промоција на хумани вредности. Меѓу бројните настани предвидени за ова недела ќе биде прикажана и театарската представа "Приказна за една идеја" во изведба на младите волонтери од Клубот на млади на Црвен крст Охрид. Представата зборува за историјатот на најголемата хуманитарна организација на светот и нејзиниот основач Анри Динан. Текстот е наш, мој и на Весна Терезијовска и Јованка Сион Доленц, иако во текстот голема улога одиграа и младинците од Црвен крст, бидејќи секогаш гледаме, кога подготвуваме некоја представа, младинците да имат активна улога. Не се само глумци, туку се и сценаристи, се и костимографи, сценографи, така што целокупната представа што ќе ја видите во недела во 20 часот во предворието на Света Софија ќе биде сублимат на заедничката работа. Во представата се вклучени околу 50 на волонтери, од кои 10 се актери, а останатите се статисти и логистика. Улогата на Анри Динан ја толкува Борче Исаковски. Она што можам да го кажам за оваа улога е дека секогаш кога сме зборувале за Анри Динан, сме зборувале за него како оној храбар и добронамерен херој кој што буквално бил случаен минувач на бојното поле и од тука се родила самата идеја за да ја формира оваа организација, што било сасема случајно, но мислам дека токму сега кога ја добив шансата да речам да влезам во неговите чевли, сваќам дека тоа е многу повеќе од една приказна, но дефинитивно сметам дека дури сега може да се разбере големината на она што тој го направил, односно мислам дека слободно може да се каже дека е еден од луѓето кој што ги направил најголемите дела за не општо за некого, туку за целото човештво. Анастасија Тесленко е волонтер во Црвен крст и пехаве младинец која во представата ја глуми медицинската сестра, која е најголема поддршка на Динан на неговиот пат до формирање на хуманитарната организација. Во оваа представа ќе глумам една улога, се викам Сесилија. Сесилија е медицинска сестра. Во оваа представа кој целиот пат на Анри Динан поддржи од него и до самиот крај, до создавање на Црвен крст. За мене најбитна работа во оваа представа е нашето друштво, дека ние помагали еден на другиот, ние работели заедно, работели над своите улоги, влегвали во нашите улоги и за мене ова е најбитно, како за волонтер и за пехава младенец.
Театарската представа приказна за една идеја ќе биде изведена во недела 22 септември на сцената во предворието на црквата Света Софија со почеток во 20 часот. Влезот е слободен. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е национална програма во која секоја година повеќе од 1200 млади луѓе изработуваат и спроведуваат проекти за помош на ранливи категории граѓани, маргинализирани групи, подигнување на еколошката свест, интеркултурни и други проекти со кои прават промени во својата заедница. Државниот архив на Македонија објави јавен повик до приватни иматели за подарување на архивски материјал кој е од особено значење за националната и локална историја, како и за општествено-политичкиот, стопанскиот и културниот живот во минатото. Државниот архив на Македонија, во интерес на имателите и истражувачите од државата и странство, постојано презима активности за откривање и евидентирање на архивски материјали што се наоѓаат во приватна сопственост. Оттаму ги повикуваат сите граѓани кои имаат архивски материјал, документација, да покажат општествена одговорност и да го подарат на државниот архив како институција која се грижи за колективната меморија и историското минато. На приватните иматели или правни наследници им се нуди можност да подарат архивски материјал кој е од особено значење за националната и локалната историја, како и за општествено-политичкиот, стопанскиот и културниот живот во минатото. На подарениот архивски материјал во државниот архив и неговите оделенија му се обезбедува соодветно сместување, физичко-техничка заштита, стручно-научно истражување, проучување и обработка, како и негово користење за научни цели, велат од државниот архив. Информации за подарување архивски материјал може да се добијат и во оделението на Државниот архив во Охрид или на веб страната arhiv.mk. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Големи пожари беснеат во Перу во кој загинале 15 лица. Уништени се посевите, оштетени се археолошките богатства, а неколку региони се оставени во состојба на катастрофа. Пожарите се надвор од контрола, гаснењето е се потешко, потребна ни е помош, изјавил пожарникар волонтер. Претседателката на Перу прогласила 60-дневна вонредна состојба во регионите зафатени од пожарите, издвојувајќи дополнителни средства за да се спречи нивното ширење. Таа ги повика земјоделците да престанат да ги палат страништата на нивите, поради што пламените јазици неконтролирано се шират. Огранок на Ал-Каеда нападнал елитна полициска академија и аеродром во главниот град на Мали, Бамако, при што загинале околу 70 луѓе, соопштиле дипломатски безбедносни извори. Владата се уште не го потврдила бројот на загинати. Владеачката хунта во Мали соопштила дека претрпела одредени загуби без да наведе детаљи. Медиумите во Мали објавиле дека вчера бил одржан погреб на околу 50 полициски кадети. Земјата се бори со бунтот што трае повеќе од една деценија на нејзиниот север. Обемот и сложеноста на нападот дополнително ги подкопува тврдењата на владеачката хунта дека безбедноста е подопрена откако ги отфрлиле француските и американските сили и наместо од нив побарале помош од Русија. Колку повеќе оружје сме во можност да ја дадеме на Украина, толку се поголеми шансите за мир, изјавил генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во обраќањето на состанокот на германскиот маршалов фонд во Берлин. Тој истакнал дека само НАТО може да обезбеди мир и стабилност во Европа, додавајќи дека околу 80% од трошоците за одбрана на алијансата доаѓаат од сојузници кои не се од Европската унија. Осврнувајќи се на војната во Украина, Столтенберг рекол дека поддршката на Киев е начин да се донесе Русија на преговарачката маса, што ќе доведе до мир. Парадоксот е дека колку повеќе оружје сме во можност да испорачаме на Украина, толку е поголема веројатноста да постигнеме мир и да ставиме крај на војната. И колку повеќе нашата долгорочна војна поддршка е веродостојна, толку побрзо ќе заврши војната, изјавил шефот на НАТО. Ако не победам, Израел нема да постои, изјавил Трамп за време на говорот на националниот самит на Израелско-Американскиот совет во Вашингтон, при што се пожалил на еврејските донатори дека заостанува во трката зад Харис меѓу американските евреи, повикувајќи се на анкетата која покажала дека Харис освоила 60% од гласовите на американските евреи. Израел веројатно ќе престане да постои во рок од 2 години доколку Харис победи на изборите, а евреите ќе бидат делумно виновни за тој исход, бидејќи тие имаат тенденција да гласаат за демократите, рекол Трамп. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!